Четворица матични лекари во Битола на почетокот на годината заминаа во пензија и нивните приватни здравствени установи згаснаа, а во текот на април заминуваат уште тројца и 7 амбуланти ќе бидат под катанец.Оздруженијето на приватните матични лекари алармираат дека заклучно со идната година во градов 15 амбуланти од ваков тип на семено здравство ќе бидат под клуч, а илјадници пациенти во услови на корона, кога им е најпотребна здравствена услуга, остануваат на бришан простор. Од друга страна, лекарите и сестрите што работеле во веќе згаснатите приватни здравствени установи остануваат без работа. Предупредување дека ќе дојде до еден сериозен проблем заради тоа што многу граѓани на град Битола ќе останат без матичен доктор. После на тој, бидејќи, да речеме, процедурата треба да ја повторат наново формирање на фирми со молби до Министерство за здравство, тоа е процедура која одзема негде од 2 до 4 месеци. Таков е случајот во моментов со тројца млади лекари. Каде е проблемот и што треба да се направи? Во законските акти и подакти мислам дека треба некои работи да се променат, затоа што тоа се веќе застарени од пред 10 години се работи. Значи, кој е проблемот? Имаме пациенти запишани на матичните лекари и сега, кога еден доктор треба да се пенсионира, а е носител на концесионерството, со него умира и фирмата. Автоматски што умира фирмата, тие пациенти остануваат незбринети. Некои можда немаат потреба од многу услуга тогаш, меѓутоа некои имаат потреба одма и сега. Тројцата млади лекари, иако се при крај со процедурите за да ги стартуваат своите приватни здравствени установи, се уште чекаат од Министерството за здравство да стаса комисија која ќе ги процени просторните и техничките услови за работа и ќе даде зелено светло за овие амбуланти. Во меѓувреме, како што објективот на нашата камера денеска ја долови сликата во здравствениот дом, ходниците се речиси празни, иако ова институција е целосно модернизирана и има високи стандарди да ги прими новите концесионери, а проблемот кој се генерира низ цела држава лежи токму во законското решение за концесионерите, проектирано во едно транзициско време на приватизација, во кое капитацијата наместо да легне во приватната установа, се врзува со докторот и после него потоп, или како што велат од Друштвото на приватните лекари, се продаваат фабрики, дуќани и бизнеси, само овие установи не, со сите последици.